Драги приятели, бидејќи многу мина од вас барат анализа преди ден како ќе заврши конфликтот во Украина, што Западот го нарекува инвазија, а Русија специјална војна операција. Повеќе би се сложил со Русија, бидејќи да ако инвазија или окупација, како сакате кажете, така окупатор не се однесува. Инаку, кој што реков, ова операција мислам ја очекував, беше договорена во Пекинг на Зимските олимписки игри, каде присуствуваше председателот на Руската федерација Владимир Путин заедно со Си Џинпинг кој домаќин. Но пред да продолжам со мојата анализа, уште еднаш ви поканувам, ако имате желба, да ги следите моите анализи преку видео парачки, први да ги разбирате. Треба да притиснете на копчица претплатици или subscribe и на звончето и веднаш стигнете. Сега да продолжам. Значи, во Украина конфликтот нема да престане долго време, зошто нема? Прво дека не се учици ниту до последен нациста, Русија ќе има изговор, а втора работа, уште кога почна оние што ме следат, значи тогаш нема YouTube канал, мислим YouTube канал, но не го користим, нема веб страница, нема 2018, мислам дека е. Значи, кога почна конфликтот или поточно револуцијата војна во Сирија, Русија веднаш интервенираше на покана на председателот на Сирија Асад. И уште тогаш кажав дека Русија го направи од неколку причини. Причина беше што имаше единствена војна база во Сирија, втората да се запре катарскиот газ, а и трета може би Русија во тој момент најважна да почнат со проба на најновите хиперсонични оружја. Значи, ако добро се сеќавате, во Сирија се испрва калибар ракетата која беше лансирана од Каспијско море, значи 1500 км, а прецизно се мислам дека беше од 5 до 8 метри. Тоа значи околу да те гаја 2500 км, не е шега. Значи, таа приказна се повтора. Значи, Украина, поточно нацистите и обичните војни во Украина ќе бидат цел на руските војни сили, но и на нивната најголема, да кажеме, најголем воен полигон за испробување на новите хиперсонични ракети. Ова се покажа кога точно е Кинжал, ќе се испроба. Веројатно, овие што се испробуваат, не се нормално се нуклеарни глави, кој Кинжал може да носи, но тоа се сепак доволно за уништување на објекти или делимично и мислам дека се повеќе со класични експлозиви. Тоа и времето ќе покаже, бидејќи Русија не си има намера да окупира Украина, бидејќи да уништува на војните објекти, за да не може долго време и нати да посека да ги користи, особено против Русија. Бидејќи знаеме од историјата, мислам секој добар аналитичар знае дека Западот секој се обидува преку Украина да освои Русија, уште за време на Наполеон Бонапарта, кој напади се преку Украина, Хитлер, Втората светска војна, првата, значи Украина е болната точка, не е случајно што Владимир Путин и Руската федерација ги поставиат црвените линии токму во Украина и во Грузија. Значи, во Украина се бранат границите на Русија. Значи, не се работи за инвазија или пак окупација. Но ова е голема грешка на Западот. Они со Украина, особено овие 26 лабораторици на функционирање на директен збор, хемиско биолошки, кои ќе бидат искористени во Обединените нации од страна на Кина, значи и Русија. Значи, со тоа угледот на САД ќе падне, ако се знаеме дека може, мислам дека 2003 беше, наводно поради хемиското оружје на мислам урек на Садам Хусейн се докаже дека нема, но сега имаат Русија цврсти докази за хемиско биолошко оружје во лабораториите на САД во Украина, тоа го призна и НУАН. Значи ќе биде гадно угледот на САД паѓа, е гледам полека се распаѓа и ЕУ и НАТО. Значи не са
заедно не ги обидел санкциите, не се сака корупција, не ја осудува сите војно, не помагат. Зајачината на НАТО ја натера Украина да влезе во војна, но сами ќе кажуват дека ниту ќе ја затворат небото, ниту ќе почнат војна во Украина. Се виде силата, мислам, не сум никако ориентиран да се разбереме, многу пати го цитирам американски генерал веќе, може би има 5-7 години, кој тогаш каже, не сега, значи, со појава на првите хиперсонични ракети на Русија и со се надзвучни ракети, дека тогаш, мислам, ова не Русија во моментот за посебно САД заедно со НАТО. А денеска да не збораме за овие работи. Иначе економската помош на Кина на Русија, мислам од страна на Кина на Русија, току промените војна сила на Русија. Русија во моментот најсилна војна сила, непрекъснато, може би неколку пати појакал само НАТО, поради тоа имате хиперсонични оружја кои не се познати, еве ги покажуват и во Украина дел од нив. А втората точка ќе биде мислам ќе направи Кина, ќе мора да ќе припои Тајван, тоа е кинеска територија, ако не се камион, ќе биде силно член од Србите. Но што покажа интервенцијата на Русија, кој што е Запад, инвазија, но не инвазија, ако инвазија нема да се пастапува, нема да се дозволи на сили излегување и така натаму, покажа една работа и направена со цел, значи рушење на НАТО и Европската унија. Како? Русија е една од најголемите извозници беше со Украина на пшеница. Самиот председател на Франција Емануел Макрон каже дека престои глад. Гледаме цената на храната како се качнува, како се продават тракторите, па и во самата САД. Гледаме како растат ненормално цените на гасот и нафтата. Во зборува дека со обидување на санкции од страна на САД и Западот, буквално оние финансираат војната во Украина преку цените на гасот и нафтата. Знае се дека Европа некаде околу 40%, мислам, ако не повеќе, над 50 знам за газ, а нафтата околу 40%. За разлика САД не е толку, но САД е зависна од руската пшеница, увезуваат од вештачките ѓубри на земјоделците. Значи со автоматски Русија нема да извезува, а Русија најголем извозник на вештачки ѓубрива, значи на минерали, а со тоа ќе храната ќе поскапи во САД и секаде, значи ќе настапи глад. Но со ова доаѓа и до друга работа, со блокирање на руските средства, автоматски ќе дојде до дедоларизација, бидејќи останатите земји во светот што девизните резерви се во долари, ќе почнат да ги претварат во друга валута. Сега се појавува валутата јуан, тоа е кинеската валута, така да арапските земји почнале да тргуваат во јуан. Добро знаеме дека прво беше светска валута фунтата, втората светска војна ја смени со доларот, тоа е незванична трета светска војна, но фактички глобално прометување нови сили, нова јалта како сакате кажете, значи јуанот најверојатно ќе биде трета светска валута, ќе дојде нагли пат, значи инфлацијата е голема веќе во САД, само храната мислам дека е над 30% веќе качена во Европа, исто се случува па и кај нас не е исклучок. И за мене малку мало непромислено сега да се става на било чија страна, особено на западно. Видите, западот го печатиш и доларот и еврото без покритие, сега и стимулат не. Они печатат, факта е уште тоа, но снемуват храна и други работи, цените се баносвани, кај нив стандардот паѓа дупло. Мислам дека Рогозин го изјави ова изјава, мислам пардон, ова изјава, кажа дека на западот живее нешто што го нема, со стандард дупло кога има поголем, значи живеат на кредити.
што ако се добро земја, секој аналитичар знае, например, дека е најзадолжена земја САД, поне е Велика Британија, трета Германија, четврта е Франција, пета е Јапонија, шеста е Луксембург, седма Италија, Грција чак, што веле, тоа е старите должен кој Грчка не е меѓу првите 10 најзадолжени земји. Мислам дека Хрватска нека над 60 милиарди,